драги гледачи, во уште едно издание на вашата омилена емисија. Денес ви го представуваме еден од најстарите спортови, Некои го нарекуваат боречка вештина, некои благородна вештина а некој само обична тепачка. и ви носиме најголема доза на хумора. Останете со нас, затоа што Тин Феномен Започнува започнува сега. сега. Драги гледачи, време е за нашиот гостин. Денеска ви носиме млад боксер. Тој е секогаш ведар, насмеан и спремен за борба. Ке дознаеме дали е спремен за борбата, наречена Наши прашања. Латко Димески, добре дојде. Добро ве најдов. Како си? Супер. Одлично се чувствувам во вашето студио. Дали си спремен за борбата на Наши прашања? Зашто да не? Еве на почетокот да те прашаме како започна со боксот, кој те наведе кон боксот, желбата кон боксот. Па од мал имав желба за бокс, ама таа ја реализирав пред 3 години. И навлегов така што гледав филм наречен Роки и според неговиот карактер јас ме мотивираше неговиот филм и така навлегов. Так. Во кој клуб тренираш? БКАС, кај тренерот Дарко Чатлески. Како изгледа твојот тренинг и што е најважно за да спремиш за еден меч, речи? Секогаш тренингот е различен. За да се спремиш потребно многу да се посветиш кон нештото за да го постигнеш. Имаме различни тренинзи и сите се со различна цел. Зависи, има многу тренинзи. Не можам да ги опишувам, но ти стварно има премногу вежби и тренинзи што ги правиме и тоа. А дали пред надпревар, пред меч, се спремаш некако, си на посебен режим за исхрана, пазиш на килажа? Да, битно е да пазиш на килажа пред надпревар обично. Можеш да бидеш, доколку се пријавиш на таа килажа, можеш да бидеш таа килажа. И секогаш така морам да се пазам на исхрана. Колку надпревари јаве си имал до сега? До сега 6. Така, еве пред надпреварите дали имаш некаков стрес, трема? Нормално е да имаш трема, нормално да имаш стрес, нормално Па како ја надминуваш тремата тогаш? Се справуваш сам, го оставаш телефона на страна и ја размислуваш на борбата. Еве, од која година почна да тренираш? Мислам дека не спомнам. Абе, Михела, наредната недела е прочка. Знаеш? Еј, јас бил во што ќе се маскираме? Ти не требало ништо. Супер си. Пред 3,5 години отприлика, не знам, не се сеќавам точно кога почнав. Кој бил твојот најголем успех до сега? Мојот најголем успех до сега би бил третата борба што имав. Таа ја победив со технички нокаут во прва рунда. Уште првите 30 секунди. Тоа мислам дека е Голем успех. голем успех, да. А кој ти бил најтежок противник до сега? Најтежок противник ми бил претходниот противник. Не дека бил нешто силен, посилен од мене, туку јас се немав добро спремано за борбата. И така. Значи тој те победи тогаш. Да, на поени ме победи, да. Една рунда. Колку минути трае? Зависи во која категорија си. Рундата сега мене ќе ми трае по 3 минути, а претходно ми траела по 1,5 минута. 2. Значи сега одиш во поголема категорија. Да. Еве, колку пати имаш така преживеано, доживеано пораз и како се справуваш со поразот? Пошто До сега имам 3 пати преживеана пораз. Тешко е да се справиш со поразот после борбата. Ми било криво многу дека сум изгубил борби, ама мора да сватиме дека тоа е дел од процесот за да бидеш успешен. така спешните некогаш губат, така. Така е, Ма на грешките се учи. така е. Каде си имал најголем надпревар до сега? Во кој град? Или надвор од Македонија дали си имал надпревар? Не сум имал надвор од Македонија надпревар. Најголем надпревар би го нарекол претходниот во Битола, државното првенство. Но за жал го изгубив тоа. Така. Тоа го сметам како најголем надпревар. Так, а што мислиш вака за иднината на македонскиот бокс? Иднината во Македонија? Во Македонија боксот има иднина. Има и професионални боксери на кои јас се угледувам за да постигнем до тоа ниво, до тој степен. Мислам дека доколку има боксери во Македонија, дека никогаш нема да изгуби бокс во Македонија.
Кој ти е твојот идол, на кого се огледуваш најмногу? Михаил, да те прашам нешто. Се плашиш од пајаци? Не, зошто? Ами сега кој идев ти ја крај на колата. Озбилно? Уште тоа ми фалеше. Се огледувам на многу луѓе и од многу луѓе приземам за да ги искористам нивни тактики во мојата техника. Најмногу се огледувам на познати борачи како Джервонта Дейвис Тенк, како Рајан Гарсија, тие се познати боксери. Тие ме мотивираат, бидејќи и тие од мали години стасале до големо ниво, така, На голем успех. на голем успех, да. Еве пример, ако не го одбереш боксот, кој спорт друг би тренирал? Јас мислам дека не би одбрал друг спорт. Да. А настрана од боксот, дали имаш некое друго хоби со кое се занимаваш во слободно време? Да, имам хоби, поврзано е со училиштето, графички дизајн, и го проучувам дизајнот и видеомонтажа. Значи, повеќе целиш на видеомонтажа, него ли на, речиме, и дизајн. Да, И што би одбрал помеѓу дизајнот и боксот? бокс. Дали боксот еве го сметаш како професионална работа понатаму или само како хоби, како спорт? Зошто да не? Например, многу успеси би ми донело ако го сметам како професионална работа понатаму. А и можам после 80 години да станам професионален боксер. Колку борачки клубови има во Прилеп? Боксерски. Боксерски е еден, а кикбоксерски уште два други. Значи, бокс и кикбокс се различно, така? Да. Каква е разликата помеѓу? Во боксот се работи само со раце, а во кикбоксот се користат и нозе и колена. Дали пример има, како да кажам, класи на играчи, како во ракомето што е пионери, кадети и така натаму? Да, има. Има 4 категории во аматерскиот бокс, во кој јас членувам. Има кадети, јуниори, сениори и младинци. И А ти во кој груп спееш? јас во јуниори. Сега би требало да преминам во друга категорија, ама не знам точно да ти именува категоријата. А која е разликата меѓу аматери и така натаму? И професионалци? Да. Аматерскиот е сосема друг спорт, а професионалниот е веќе Професионален. професионален, да. Во аматерскиот има 3 рунди, а во професионалниот од 4 нагоре. Има и во аматерскиот бокс опрема, имаме кациги ние во аматерскиот бокс, а во професионалниот нема кациги. Другото во главно е исто. Во професионалниот бокс опремата е поразлична од аматерскиот. Во аматерскиот имаме плав плав и црвен агол. Во професионалниот исто така имаме плав и црвен агол, ама боксерите не се облекуваат по тој агол, туку си бираат своја опрема. А дали си имал некаква повреда после меч, така, после бокс? Михаил, колку се 5 плюс 5? 11. Извади ги рацете од джеб и преброј што еднаш. Фала Богу не. Не? А која е разликата, дали може да ни појасни што значи тоа плав и син агол, пошто знам, ги имам гледано доста пати, ама мислам дека само понака сам си одбираш дали ќе носам црвено дело или плаво. Кај нас ти не можеш да одбериш, ти одбира судите, каков агол ќе бидиш и А дали боксот некогаш си го искористил надвор од терен? не. А дали сакаш да го искористиш? Не, Си не. имал можност? Не? Не. Сум имал можност, ама секако не. Строго професионално. Да. Бонус прашање, еве пред крајот на емисијата. Дали можеш да не ги кажеш сите основни удари во боксот? Во боксот имаме 6 основни удари, а другите се додаени. Имаме преден директ, заден директ, аперкат долен, со десна рака, со лева и со десна. Имаме кроше со лева рака и кроше со десна рака. Значи тие се основните. Тие се како основни удари, да. А споредно? Според има уште многу други.
Значи тие се првите основни кои ги учите, Да. да. Ќе се запишите. Да. Фала ти. Исто така во боксот е битно и движењето со носете. Иако немаваме со нозе, ние битно е да се движиме, да избегнуваме удари со носете. Носете играат важна улога во боксот. Сепак тие треба да те додржат исправен, да не Така е, да. падне. Добро. Се надеваме дека прашањата не беа премногу тешки. Не бе. Не, за... Не. Лесно се справи со овој бокс. Да, да. Фала ти што беше наш гостин, се надеваме дека Мило ми е. поминало. И посакуваме понатаму повеќе успешни борби. Ви благодарам. Благодариме и ние тебе. И сега дали би можел да демонстрираш апрекат пред Михаил? Не мора. И како што би рекле старите, се што е убаво кратко трае. Се надеваме дека денес ви донесовме супер содржини. Ви благодариме што бевте со нас. Се гледаме на исто место во исто време. Останете свои, насмеани и позитивни. Чао!